Добар ден, драги ученици, драги другарчиња. Јас сум Маре Ѓоргиовска, учителка во второ оделение во Основното училиште Григор Прличев од Охрид. Во овие денови, кога седите дома, се надевам дека си наоѓате интересни игри, за да не ви биде здодевно. Но сепак мислам дека некој ви недостасува. Нели? Ви недостасуваат вашите другарчиња и игрите со нив. И мене ми недостасуваат моите ученици и моите другари. Велам другари, другарство. Денес ние ќе разговараме за другарството на часот по македонски јазик и на часот по математика. Збор на денот ќе ни биде другарство. На часот по македонски јазик ќе го учиме текстот кој се вика на час по ликовно. Која е целта? Целта на овој час е да ги прошириме знаењата за читањето, да ги увежбаме знаењата за одговори на прашања, за анализа на текст. Сега ќе почнам да ви го читам текстот, ве молам внимателно да ме слушате, заради тоа што треба да одговарате на некои прашања. Подготвени? Ајде. На час по ликовно. Сите ученици се подготвуваа. Ги вадеа блоковите, боиците и четчињата. Славко збунето гледа на сите страни. Тој немаше ниту блок, ниту боици. Што да прави? Да беше подолг одморот, ќе отидеше до дома, а вака почнуваме сега да одговараме на некои прашања. Зошто Славко збунето гледал на сите страни? Сигурно го знаете одговорот, така? Ајде гласно да си го кажете. Славко збунето гледал затоа што немал ниту блок, ниту боици. На кој час се случувал настанот? Многу лесно, така? Настанот се случувал на часот по ликовно. Продолжуваме со читање. Неговиот другар Филип, со кого седи во иста клупа, зачудено го гледа и го праша: "Зошто не се подготвуваш? Сум ги донел книгите по распоред за четврток. Не можам да се изначудам. Како сум можел да направам таква грешка? Прв пат во животот." И вие сигурно, деца, некогаш сте направиле грешка. И не сте донесле нешто, сте заборавиле нешто од вашиот прибор. А кој ви помогнал? Ајде да видиме дали запомнавте како се вика другарот на Славко, што седи со него во иста клупа. Другарот на Славко се вика Филип. Што му се случило првпат во животот на Славко? На Славко првпат во животот му се случило да не донесе прибор по ликовно. Зошто веднаш не ми кажа? Го прекина Филип и извади од клупата нов блок. Земи, послужи се. Во стариот блок имам уште 2 листа. Денес купив нов. Славко се изненади. На лицето му заигра весела насмевка. И бојци немам. Знам, штом немаш блок? Еве ти ги овие. Земи и четче. Што купил тој ден Филип? Не е лесно, нели? Тој ден Филип купил блок. Филип му помогнал на Славко. Филип му помогнал на Славко така што му дал блок, боички и четка. Ајде да го прочитаме последниот дел од текстот. Влезе учителот и им кажа што ќе работат. Славко почна да црта. Беше смирен и радосен. Како се чувствувал Славко?
Славко се чувствувал смирено и радосно. Зошто тој бил смирен и радосен? Славко бил смирен и радосен затоа што Филип му го дал потребниот прибор за ликовно. Дознал ли некој за грешката на Славко? Што мислите вие, другарчиња? Дали Филип му кажал на некого? За грешката на Славко никој не дознал. Ви се допадна текстот, така? Автор на овој текст е писателката Нада Зекманова Јакимовска. Сега ќе продолжиме да одговориме на уште некои прашања. Подготвени сте? Кои се главните ликови на текстот? Главни ликови во текстот се Славко и Филип. Каков другар бил Филип? Ова сигурно го знаете. Филип бил добар другар. Што се дознава тоа? Тоа се дознава кога Филип му позајмува на Славко блок, боички и четка. Ајде да видиме што научивме од овој текст. Размислете. Од овој текст научивме како треба да им помагаме на другарчињата. Ние сме учеле за народни поговорки. Ајде да видиме која народна поговорка одговара на овој текст. На овој текст му одговара народната поговорка "Вистинскиот другар се познава во неволја". Драги деца, овој текст се наоѓа во учебникот по македонски јазик за второ оделение од авторите Добрица Петрушевска, Снежана Василјевиќ и Билјана Картолица, кој е на страна 104. Можете да го прочитате и да одговорите на прашањата што се наоѓаат по текстот. Оние ученици што не работат по овој учебник, во своите тетрадки нека опишат една случка со наслов "Му помогнав на моето другарче". Драги ученици, продолжуваме сега со математика. На овој час ќе се потсетиме за нашите пари кои ги користиме секојдневно. Сигурно знаете дека тие се денари. Се викаат денари. Нашите пари има и банкноти и монети. Монетите се метални, а банкнотите се книжни пари. Но најважно од се, ќе се потсетиме како треба да ги решаваме математичките приказни или текстуалните задачи. И на овој час продолжуваме да другаруваме со Филип и со Славко. Јас знам дека ви се допадна приказната претходна, затоа и на математика ќе другаруваме со нив. Ве молам, слушајте внимателно. Математичка приказна. На големиот одмор Филип седеше во својата клупа и беше тажен. Не јадеше ништо. Славко го забележа. Отиде до него и му рече: "Ајде да одиме во училишниот двор." Не сакам," рече Филип. "Ама зошто?" настојуваше Славко. "Сум ја заборавил ужинката," срамежливо одговори Филип. "И јас сум ја заборавил," рече Славко. Двајцата немаа ужинка и тивко седеа. По неколку минути Славко весело скокна од столчето и викна: "Заборавив дека имам 40 денари. Ајде, Филип, ќе одиме во продавницата што е во нашиот училишен двор и ќе си купиме нешто." Филип збунето го гледаше. Славко му даде на Филип половина од своите пари. Филип купи геврек кој чинеше 17 денари,
а Славко купи кифла која чинеше 12 денари. Ајде да пресметаме колку денари му останале на Славко, а колку на Филип. Да видиме и колку денари треба Филип да му врати на Славко. Но, претходно ќе одговориме на неколку прашања. За кого се зборува во оваа приказна? Во оваа приказна се зборува за Славко и Филип. Приказната е математичка, забележавте, нели? Што заборавиле Славко и Филип? Славко и Филип ја заборавиле ужинката. Зошто Славко весело скокнал од столчето? Славко весело скокнал од столчето затоа што се досетил дека носи пари. Колку денари имал? Запамтивте ли? Славко имал 40 денари. Што му предложил Славко на Филип? Славко на Филип му предложил да одат во продавницата и да купат нешто за ужинка. Колку денари му дал Славко на Филип? Но прво, ајде да се потсетиме колку денари носил Славко. Да прочитаме уште еднаш. Така треба. Заборавив дека имам 40 денари. Ајде, Филип, ќе одиме во продавницата што е во нашиот училишен двор и ќе си купиме нешто. Филип збунет го гледаше. Славко му даде на Филип половина од своите пари. Сега да видиме колку е половина од 40. Ова го имаме учено. Верувам дека веднаш се сетивте. Половина од 40 е 20. Тоа значи дека двајцата имаат 20 денари. И Славко и Филип имаат по 20 денари. Да прочитаме уште еднаш што купиле Филип и Славко, за да можеме полесно да ја решиме математичката приказна. Филип купи геврек кој чинеше 17 денари, а Славко купи кифла која чинеше 12 денари. Разбравте? Колку чинел геврекот што го купил Филип? Геврекот чинел 17 денари. Колку чинела кифлата што ја купил Славко? Чинела 12 денари. Да прочитаме што треба да пресметаме во задачата. Слушајте внимателно. Колку денари му останале на Славко? А колку на Филип? Да видиме и колку денари треба Филип да му врати на Славко. Како ќе го пресметаме тоа? Верувам дека се сетивте и знаете веднаш да ја решите задачата. Прво, видиме што знаеме во задачата, а што не знаеме. Уште еднаш. За да ви биде полесно, така треба да ги решаваме текстуалните задачи. Ќе направиме една Т-табела. На едната страна ќе напишеме што знам, а на другата што не знам. Ајде да видиме што знам. Славко има 20 денари. Знам. Си купил кифла од 12 денари. Филип исто така има 20 денари, купил геврек од 17 денари. А што не знам? Не знам колку денари му останале на Славко. Не знам исто така колку денари му останале на Филип. И на крајот, колку денари треба Филип да му врати на Славко. Се сетивте? Ајде да видиме.
Како ќе пресметаме? 10 денари плюс 10, тоа се 20. 10 денари плюс 2 денари, тоа се 12 денари. Значи, овдека пресметуваме на колку денари му останале на Славко. Колку денари му останале на Славко? 20 минус 12 е еднакво на 8. Ги гледаме монетите на презентацијата. Математички, како ќе напишеме броен израз? 20 минус 12 е еднакво на 8 денари. Значи, на Славко му останале 8 денари. Ајде сега да видиме колку денари му останале на Филип. И Филип имал 20 денари. Тој потрошил 17 денари. И му останале 3 денари. Исто така, бројниот израз 20 минус 17 е еднакво на 3 денари. Филип треба да му врати 20 денари на Славко. Зошто? Затоа што тој му позајмил 20 денари. Нели, ако некој ни позајмува, тоа треба да го вратиме. Тоа не е наше. Само нашето другарче ни помогнало во неволја. Драги ученици, за домашна задача можете да ги решите задачите кои се наоѓаат во третиот дел од учебникот на страна 36 и 37. Ви благодарам многу што ме слушавте и останете дома.